за 6 кила месо, значи ми отприлike треба да дадеме околу 3500. Сега. Пиење, пошто ти кажа дека ќе донесеш од тебе. Какви времења дојдесва. Абе, ову електронику све намести со абе, тачно има минутка ќе се поквари. Не. Одма да ти кажу, ќе те замолу денеске немој да ме нервираш, немој да ми правиш финте, на мој рачун ќе пиеш, кажи коју сакаш да ти даду, никакав проблем. Па дај бе тој за пред празници, шо кукаш само нешто електроника. Златно тетрадче, види га, опа, маркерче, јас сум за убаво доше куде тебе. Не само да ми кукаш, што е работа сега? Брат, како да не кукам бе? Ајде. Тураш у микроталасно, како се вика. Добро. Грееш, висок напон, отиде. Оно лади. Фрижидер светло ми изгоре унутра. Неке Ноќе кога ќе улегну више да го тражу храну, морам батерију да палу евентуално место краставички љути пиперке земам. Гоблен нема да везеш. Машина за прање, бубањ, капут. Ја како машину за прање имам, до душе, пред 8 години сам си го земае, код ематичара, пере, што да ти кажу, кошта ме 200 евра месечно, али добре, значи, и ти што се замотуеш со тој технику, остај технику, види га пенкалце, 1 мај иде бе, мајсторе. Па иде бе, ама треба да isfinansирам тамо да купу, откуде ми за 1 мај? Имам ја решение за све. До сак ти имаш, ама сак ја имам. И разголиздрија си се бреклие, ке довикаш ти некој кишо за 1 мај. Гледам, братче ја. Срце мое, како е пошло, добро и мајцу ако имам. Да не ми е овај кицелја. Бубрези ки ми настрада бе од неубаву воду. Колку си ти негативен тип, тоа е страшна работа. Дај бе да се организирамо. Ми имамо састанак. С кога бе? Друштво цело. Па ја куде сам ви удрштво бе? Ти си удрштво вдека на шанки се спремаш, значи сак слушај ме. Дали знаеш кој се е бие на овој састанак? Ајде. Дали сме имале кворум? Ајде, кажи, да ти кажу дали се биле. Па според твој круг на људи, Зоки е бие у прв план. Чекај, застани, одма да ги разграничимо некои работи. Зоки кажа за тие што нема в авто, таксиста Зоки, за njega збориме такој. По 100 денара, Ќорар так на тебе, немаш друго. освен тебе. Значи по 100 денара од човека, он ке ги вози, значи ми ке пишемо по 200 денара. Добро, следеќи, ајде. Абе, Зоки е таксиста. Добро ле? Не е шофер на автобус. Добро, ма ќе се врати неколку туре. Ти 100 денара иде спрема нас, а ми ќе ги кажеме по 200. Автоматски 100 денара од човека смоќар. Чути сега. Следеќи, ајде кажи. Какви закони су да ти кажу право, он нема ни да пие повише ке. Ке смоќар 1+. Следеќи, ајде кажи. Ако не е бија Драги у втор план, ја не знам кој е бија. Драги е бија у втор план, ама како да е бил у прв. Драги е задужен за да ga организира Жар Ќумур. Значи он, тоа е негова работа, да не му се мешамо, знаеш дека он е плачко. Па деме код дим му ишло од сирови дрва, стај ти. Драге. Значи Драге ќе ga разгори Ќумур, а ми ќе кажеме дека смо дале 500 денара за Ќумур. Така. Тој ќе има математика да ти кажеш браво. Ми ќе купиме мало џакче, она е 2 кила, ќе пријавимо 6 кила, многу људи смо, нема да има никаков проблем. Добро. Следеќи. Па, двоуму се да ти кажу право, дали Перо е биел тамо или сте ga прерипиле? Не, Перо беше, ама исто како да ga нема, он не смее да писне од жена му, слага се со све што ќе каже и кад кажамо колку да се дава, он вика дали по старо или по ново. Ека, што ти е тој? Па по старо мужи дава се по 1000 денара, жене по 2 пата. Значи сега, ми која е сега? И свака жена ќе му даде на тога што си го е повеја. Сега дали ти е жена, дали ти е девојка, на тој не улазам. Значи автоматски и ту имамо 1000 денара заштета. Така. А од ракију негову ќе донесе ли? Не, од ракију негову ќе донесе Славе Пупкалија. Кој бе тој? Не се вртиш ти помалу, запусти се на овој место, и вол не те пуша да мрднеш. Ама брат бе, не е до мене бе. Не до кога е, до Славета е. Ама морам и дома леп да ga носуве, и не сам баѓавџија како вас, нема што да правите, за чашку сте се фатиле и растрзате банице тамо. Мене друго ме интересира. Кој ќе прави организацију за месо? Тој на кога му падна? Што мислиш, кога му падна? Па ти си ослабнаја колку фиту. На мене бе, Сигурно мајка. си гладан. На мене бе, срце. Гледај, ја мислам за нас двојца. За да не морамо ти пара да окој. Ми сме некако... Чекај. Па ја овој список бе. Ја треба да донесу пиење бе.
Па, тако ти се пада, чека до пиење не смо стигнали. Око е. Месо го купуемо ми, ја и ти. Значи, око е, 6 по 6, 36, 7 по 7, 42 или 9, не знам колко беше, 7 по 4, 28, значи, за 6 кила месо, значи, ми отприлike треба да дадеме около 3500. Сега. Пиење, пошто ти кажа дека ќе донесеш од тебе, значи најмалце пиење ќе искочи, кисела вода, вино, пиво, ракија, шприца, киселина бие још од прошли пут од тој вино некој коменјарник што си донеа, значи отприлike ќе ни треба 10 кила алкохол. Тој ти треба да дадеш, а не мора да плаќаш ти како и што е. Најефтино варијанто куде брата на грб, Па брат бе, знаеш дека ја од увек мислам на тебе. Ја од увек мислам на тебе. Ама има компензација. Чекај, знаеш колку се нервирам? Онеј Зоки љушти, брате, како не може да ти објасну колку. Тога бе, брат, не може да ga нараниш, а камоли па да ga напиеш. Брат, што пие како проточен бољар, брат. Дај болje да го облачамо. Еве, лето иде, помоци ќе Не, потроши. njega ga stavimo da drobi salato, ne mora da pije. Ау, ја доби идеju. Физичар, знаеш го? Ne, be. И па, брат, да туримо од оној брзо смртко што е за прозори, ке го разредимо с воду, ке подпишемо за кога кој е, он нема ни да примети, ке плати по стандардну цену како да го е пие у кафеќ, ај ке му направи 5% попуст, не е седеја на столицу, али тој ти се ке платиш пошто седиш и фино лепо ке искочи како што треба. Брат, не ми се ворој математика, па ми у ќарки искочимо. Знаеш што? Цеце, тресоглавац. О, гитариста. Добро. Знаеш ли што имamo за njega, брат? Не. На njega, он кажа дека ќе купи леп. И ја му кажа, брат, нема проблем, около 10 лева ќе ни дојде, 10 лева по 30-40 денара, тој су 300-400 денара. Брат, која е логика, бе? Месо 30 кила, а 10 леба. Сега да ти кажа кој има логика. Брат, се смислија. Гледај. Значи, ми ќе купиме оној леп 10 леба за 100 денара од джак. И тако на скаро ќе ги промандамо лево. Десо с вегето нема ни да приметим. И окој, по мој математику, ја и ти смо више ќара около по 4000 денара од човек. Абе, Ти звучи... ќе ga даеш пиење, значи мене 4000 денара ќе ми останев и готово. Све е ти завршена работа. Звучи интересно. Ќе најдемо замену ја и ти за пиење. Ево кој, ти мене ga пиење, а ја отиде да набавам. Што бе ќе набавиш, бе, па кој дае паре? А још не си се раздужија 150 евро. Тако е да тие 4000 куде мене ке падне. Нега бе. Абе, Мустав, врати ли се да допиеш, мори? Не ти га... Брат, не. ти се убаво што ме подсети, него чека да ти кажам. Застани се, брати, паре нема више, списък га направи смо, знаемо кои ќе су главни гости, не виде смо кој коло ке га води. За коло не е битно, него знаеш и куде уопште ќе идемо. Куде ќе идемо? Тварно, мајко му. Па не знаеш. Па сега ти кажем. Ќе идемо у Клечовце. А у Клечовце знаеш и докуде е далеко. Не. Сега ти кажа, ја имам одмah план куде ќе ќарим још по 300 денара. За овие што не може да Зоки ќе ги вози. Чека бе, укупно ли 300 денара? Да, од човека 300 денара, од човека. чекай. Зоки место за 100 ќе ги вози за 200, ми ќе кажемо за 500, автоматски имamo 300 денара од човек. Сега, да идемо на главну тему, куде е Клечовце. Малце да ти објаснам географија. Сега. Значи, од Куманово, од споменик Костуница идеш нагоре, на Клучку, Крску, Дерајкову куќу. Искачаш, исклучуеш се десно, идеш право на Паланачки пут. Идеш, проваѓаш га Зебрњак, проваѓаш се та петка, па се спушташ надоле полака, река Војник туј. Ето, тако е? Тако ли? Прво, куде оној мост, што ни се качуе, ни се симнуе на njega. Идеш десно надоле. Живуша ли бе тај? Па не знаме како беше. Слушај, идеш гледе, оп, десно на, стизам. Дели се еден пут за Довезенце, друг пут за Клечовце. Море не беше Довезенце, Белјаковце беше туј, се куде што па ќе проваѓа нова пруга. И сега полака, да не го дужимо работа. Идеш полака надоле, улазаш у Клечовце. Ту е стара општина Билјарда порано куде што се идеше, па Чукарка куде што на славета дедо го утепале германци за едно вилију сирење. Па се спушташ полака доле, од десну страну или од лево беше оној трло, па од овој страну покрај што се сади, мислу дека пипери, патлиџани се садесва блиско до реку, за да се навади, и
на ѓорета куќа овдека полусрушена, пошто никој не иде више таму. Сега, кад идеш надоле, има една убава ливада. Биволи се бањав од десно страна, луѓе се бањав од лево страна. Овдека на овој ливаду комотно можеме да се распостелјаме, пошто некад тоа имаше рингишпил кате кршче. Ми, уствари, ке се организираме овдека. Скаро знаемо кој ќе го распалите, што е најголем плач кој ќумур што треба да го донесе. Ти треба само да дојдеш, бе, брат. Абе, Зокита ќе го пуштимо куде Биволи да се бањаме. Зоки гориво треба да иду да му сипу.